Добро вечер во емисијата 360 степени наосад. И вечерва наша тема се состојбите и прашањата поврзани со вирусот COVID-19, епидемиолошката состојба во Скопје и во кризното подрачје на Дебар и центар Жупа, најавите за масовно тестирање на населението, проекциите за можен развој на заразата во земјава, клиничката слика на досега заразените во Македонија, начинот на кој се лекуваат тие, атмосферата меѓу персоналот на инфективната клиника. Наши гости ќе бидат Владимир Микич, епидемиолог од Институтот за јавно здравје, и Катерина Спасовска, инфектолог од Клиниката за инфективни болести и фебрилни состојби. На светско ниво нема стандардизиран протокол, така? Така. Во експериментални фази се одредени антивирусни препарати кои што би можеле и покажуваат ефект према овој новел коронавирус. Меѓутоа додека на овие кои што дури американскиот претседател Трамп ги споменуваше, така, антималаричен лек еден? Така, тоа е клорокинот препарат и одредена група на антивирусни лекови кои што досега беа користени кај пациентите со ХИВ инфекција, значи тука спаѓа така познатата летра, уште еден препарат антивирусен кој што се користел кај пациенти со ебола, тоа е ремдесивир. Значи има, но не ги користите вие тие лекови. Значи тие треба да влезат во стандардниот протокол на Светска здравствена за да би можеле да се искористат. Дали школската година ќе заврши вака во вакви околности или е можно учениците во еден момент да се вратат на настава? Теоретски е можно да се вратат на настава и мислам дека би сакал да дојдеме во таа ситуација до мај да дел од учениците да бидат, односно да се вратат на настава. Со што е најефикасно да се пребришуваат тие површини за кои што зборуваат? Кваките, бироата? Оние класични средства за дезинфекција кои што ги користиме во секојдневната домашна хигиена сосема се доволни. Домашна ракија помага? Помага, меѓутоа може да му искористите за нешто подобро. Останете со нас, разговорот со докторите Микич и Спасовска почнува за кратко. Гледате 360 степени. За актуелните трендови во заразата со COVID-19, проекциите за можен развој, состојбата на заболените и начините на кои тие се лекуваат, вечерва ќе разговараме со Катерина Спасовска, инфектолог од Клиниката за инфективни болести. Добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер, поздрав. Вие сте дел од одделот кој што ги третира и би требало да ги третира најтешко болните. Така. Благодарам што сте со нас. И Владимир Микич, епидемиолог од Институтот за јавно здравје. Добро вечер, добре дојде и за вас. Добро вечер и благодарам за поканата. Тие што не гледаат, може би една од првите забелешки прашања би им била дали сме на пристојна дистанца еден од друг вечерва? Сосема добро. Тоа е сосема окей. Добро. Доктор Микич, зошто значаен дел од новорегистрираните случаи, барем оние за кои што дознаваме во текот на денешниот ден, прво се тестирале во приватната клиника Жан Митрев, а не во тоа што значи јавно здравствен систем? Значи, дел од пациентите, во овој случај поголем дел од позитивните пациенти се тестирани од приватната клиника, нели Жан Митрев, меѓутоа бројот на направени тестови е речиси еднаков и во Институтот за јавно здравје и во клиниката Жан Митрев, меѓутоа повисок е бројот на позитивни пациенти, а тоа е затоа што во денешниот ден и во тек на вчерашниот ден беа тестирани доста контакти без изразени симптоми со цел да видиме каква е стапката нели на позитивитет кај асимптоматските случаи. Значи, во нашето тестирање имаме и одредени епидемиолошки индикации кои што сакаме да видиме како се шири епидемијата. Може да се зборува за некаква порозност, потфрлање на јавниот здравствен систем во оваа смисла? Зошто дел од луѓето би избирале прво да одат во Жан Митрев, а не да ги следат еве вашите препораки, препораките на министерот кои што секојдневно доаѓаат, а тоа е да ги користат телефоните и каналите за комуникација со јавното здравство? Доаѓа до сатурација, значи до максималниот број на позиви кои што може да ги примат оние телефони кои што се наведени како итни и до капацитетите на Институтот за јавно здравје, каде што во моментот единствено се прават тие тестови. Значи таму се работи буквално во 3 смени, една процедура за тестирање трае најмалку 6 часа.
Од тие причини, значи, сега веќе се работи на процес и во крајна фаза е да се зголемат капацитетите за тестирање и да се зголемат местата, односно да се отворат пунктови каде што ќе може да се тестираат пациенти. При тоа би апелирал, значи, тестирањето се врши исклучиво по епидемиолошки и клинички индикации. Луѓе кои што немаат симптоми не би требало да се тестираат. Значи да оставиме простор за тие кои што стварно треба да се тестираат, да бидат тестирани, се со цел на време да ги најдеме и нивните контакти да ги ставиме во домашна самоизолација. Тоа се впрочем и препораките и од Светска здравствена организација и од сите релевантни институции. Реков доктор Спасовска, доаѓа од клиниката за инфективни болести и фебрилни состојби, од одделот за ургентна инфектологија и интензивна нега, што би се рекло имате директен допир со оние што се хоспитализирани и во моментот се заразени со COVID-19. Секојдневно хоспитализирате нови болни. Министерот Филипчев вчера рече дека во моментот клиниката е со искористеност од околу 1/4 од својот капацитет. Тоа, доктор, ќе би значило дека во моментот немате некаква голема оптовареност и на капацитетите и на персоналот во клиниката. Уште со самото појавување и ширење на епидемијата во Европа, практично нашиот здравствен систем и клиниката започна да се подготвува и очекувано да очекуваме поголем број на пациенти кои што би биле хоспитализирани на клиниката. Така што до сега, оние што се кај нас хоспитализирани во посебно оделение, кој што како изолација, беа овие пациенти кои што се во моментот хоспитализирани. Тоа се точно 19 пациенти. Меѓутоа, како бројката на позитивни случаи расте, очекуваме дека ќе биде поголема потребата за дел од овие позитивни случаи бидат и хоспитализирани и да бидат хоспитализирани со потешка клиничка слика, така што на клиниката се постави практично и останатите капацитети да бидат искористени токму за пациенти со COVID-19. Се уште сте на еден спрат концентрирани? Се уште со оваа бројка која што е во моментот сме на еден спрат. Но останатите два спрата се практично празни и очекуваме да бидат хоспитализирани пациенти со COVID, но со потешка клиничка слика, а веќе пациентите кои што се на останатиот спрат хоспитализирани со други инфективни заболувања, кои што и досега беа хоспитализирани пред појава на оваа состојба, ќе бидат полека во зависност од нивната клиничка слика испишувани со подобрување на состојбата, за да и тој спрат и практично целата клиника биде во функција на пациентите со COVID-19. Може би уште на почеток е добро да ве прашам, дали и во кои околности дел од болните може да бидат на домашно лекување? Такви веќе има, така? Значи, самата инфекција во најголем дел од случаите и повеќе од 80% од случаите би се прележала како лесна клиничка слика на еден грипозен синдром. Значи, пациентите би имале покачена температура, кашлица, меѓутоа тоа, како и пациентите со сезонска инфлуенца, не бара болничко лекување, што и не радува. Од овие останати пациенти, некаде 15 до 20% би биле пациенти со потешка клиничка слика, а само 5% критично болни пациенти, викаме пациенти за кои што ќе има потреба од интензивно лекување. Тоа се повозрасната категорија на пациенти, пациенти со веќе преегзистентни состојби, ги викаме со коморбидности, значи одредени заболувања кои што го оптеретуваат нивниот имунолошки систем и кај кои што очекуваме да клиничката слика биде потешка и имаат потреба од хоспитализација. Така што веќе имате, а веројатно како ќе расте бројот на заразени, се повеќе ќе има такви кои што ќе треба во домашни услови да го поминат овој период на заздравување. Апсолутно да. Значи, ние се надеваме дека поголем дел од нашата популација би ја поминало инфекцијата со една полесна клиничка слика, без потреба од хоспитализација, не само на инфективната клиника, туку и воопшто на инфективните оделенија. Доктор Микич, што во практична смисла значат овие најави за помасовно тестирање на населението? Веќе тоа го правите, во еден дел во кризниот регион, во Дебари центар Жупа, се зборуваше за Струга и Струшко, а се најавува и во Скопје такво нешто. Значи, како што кажав, стратегијата која што ја предвидовме, значи пред да се зголеми бројот на случаи во земјата, вклучува постепено активирање на капацитетите. Значи, сега кога сме веќе во фаза на така наречена локална трансмисија, каде што ќе имаме и домашни случаи кои што немале историја на патување или се втора или трета линија на контакти кои што развиле симптоми, очекуваме дека ќе имаме поголем број на случаи кои што ќе треба да бидат потврдени и нивните контакти изолирани.
Во ваква ситуација, значи се разработи план, како што кажа, да се отворат пунктови за тестирање за почеток во Скопје, каде што очекуваме прво да имаме поголем број на случаи и потоа многу брзо и во другите места. Со тоа ќе се даде време и на системот да може да ги апсорбира зголемениот број на тестови и навремено да се тестираат луѓето, а истовремено да се избегнат сите оние гужви околу тестирање и да бидат тестирани, па ќе потенцирам, правите луѓе. Кога зборуваме за помасовно тестирање, зборуваме за пациенти кои што сепак треба да исполнуваат одредени епидемиолошки клинички индикации. Нема никаква додадена вредност здрави луѓе без симптоми да бидат тестирани само затоа што биле во краток контакт со некој лице кое што имало кашлица или кива. Значи да се избегне паника. Стварно нема потреба да секој да биде тестиран, потребно е да бидат тестирани тие што имале високоризичен или средноризичен контакт или доаѓаат се уште од земји, нели, каде што имаме локална трансмисија на случај. Значи, дури кога зборувате за помасовно тестирање и опфат на населението, мислите на луѓе кои што ќе добијат сигнал, ќе им биде речено дека треба да бидат тестирани. Така. Никој сам не треба да оди на тие пунктови и да се тестира. Значи, ќе се вклучат и повеќе матичните лекари во тој, значи ќе пробаме да се дисперзира тој систем, за да може, значи, луѓето да добијат точни инструкции и тоа сепак да биде базирано на одредено ниво на докази кој треба да биде тестиран. Знаете колку... Само сакам да докажам. Тестот треба да е многу важен и за клиничарите и за нас епидемиолозите. Меѓутоа, негативниот тест може да даде лажна сигурност на луѓе кои што се уште треба да бидат во изолација. Тој тест може да биде позитивен после неколку дена и затоа е многу битно кој треба да направи тест и тоа да го направи целно и на одреден начин, пред се, не само да идеме и да се тестираме и при тоа да ја расшириме инфекцијата, туку со одредени постапки кои што ќе спречат понатамошно ширење на инфекцијата од евентуално позитивните пациенти. Да знаете колку пунктови ќе се отворат во Скопје веќе? За почеток сигурно 2 и потоа ќе се проширува бројот во зависност од епидемиолошката ситуација. Значи, еден постои уште 2. Да. Тоа би значило 3. Министерот рече дека земјава може да смета на по околу 1000 тестови неделно, бидејќи на светско ниво има огромна побарувачка на тестовите. Дали е доволно тоа за македонските размери? Значи, пак ќе кажам, тестовите се битни за нас епидемиолозите и за клиничарите, да знаеме за каква слика. Меѓутоа, во однос на јавното здравје, тестовите нас ни дават колку е расширен вирусот во заедницата, меѓутоа пак се сведува на социјалната дистанца и почитување на мерките. Без разлика пак ќе потенцира. Може да имате негативен тест, тоа не значи дека утре сега сте добиле решение за изолација или се враќате од ризична земја или сте биле во високоризичен контакт. Негативниот тест може да биде лажна сигурност. Затоа идеме по процедура. Во однос на тоа 1000 тестови неделно би биле некоја доволна бројка за нас, бидејќи ние сепак сме мала земја и мала популација. Во однос на популацијата со која 2 милиона луѓе, тоа би требало да биде доволно. Дали во моментот имате проблем со тестови, бидејќи има некакви забелешки во јавноста? Не. Во моментот и за наредниот период нема никакви проблеми и проекциите дека се навремено ќе стигат и оние дополнителни количини на тестови. Доктор Спасовска, каква е клиничката слика на овие 20-тина кои што во моментот ги имате на клиниката хоспитализирано? Дали е се уште само еден тежок случај на госпоѓата од брачниот пар кои што беа меѓу првите заразени практично? Така. Во моментов само еден е пациентката што ја посочивте на респиратор, значи таа е со потешка клиничка слика на ковид инфекцијата, со една масивна пневмонија, односно воспаление на белите дробови, ние викаме така наречен акутен респираторен дистрес синдром, кога практично голем дел од белодробието е нефункционално да го дистрибуира кислородот во крвта, заради што страдаат и дисталните органи потоа и заради тоа е потребна механичка вентилација до евентуално опоравување на нејзините бели дробови, за да може практично да се одржи таа кислородна сатурација на крвта, доволно количество на крв во организмот. Таа госпоѓа, ако имам точна информација, е на околу 66 години возраст, а има и покачен крвен притисок и проблеми со срцето, што не е најповолна комбинација на околности во оваа ситуација. Така, пациентката спаѓа во
категоријата на пациенти со висок ризик за тешка форма на ковид инфекција и од овие сите податоци кои што на починати пациенти во светот, тоа се пациентите кои што имаат преекзистентна болест, значи која што има коморбидност, што за жал и нашата пациентка ја има, и особено пациентите со хипертензија и шекерна болест се во таа ризична група за полоша прогноза и лош исход. Откако ја ставивте на механичка вентилација, министерот ден-два потоа на еден од пресовите рече дека состојбата е малку подобрена, дека првичните ефекти од механичката вентилација се тука и се видливи. Како во моментот би ја дефинирале нејзината состојба? Значи, состојбата во моментот би ја дефинирала како стабилна. Тоа значи дека кај пациентката се одржуваат виталните функции на нормално, задоволително ниво. Навистина е рано да се прогнозира како ситуацијата ќе се одвива кај неа, заради тоа што кај тешките форми се очекува подобрување па излекување во 3 до 6 недели, малку подолго откако кај пациентите со средно тешка и лесна клиничка Со слика. какви лекови ја лекувате? Тоа е веројатно едно од прашањата што е најинтересно за медицинарите, но и за дел од јавноста. На светско ниво нема стандардизиран протокол, така? Така. Значи, има препораки кои што се од Светската здравствена организација за менеджмент на пациенти со COVID-19, препораки и протоколи кои што и ние ги следиме. Имате во предвид дека се работи за нова инфекција. Клиничарите имаат и досега искуство со коронавирусни инфекции, па и во епидемиски размери, ако се сеќавате во 2003 година SARS инфекцијата, потоа 2012 MERS, каде што одредени антивирусни препарати се користени кои што покажале ефект врз општо коронавирусната инфекција. Оваа нова COVID-19 болест е нова. Во експериментални фази се одредени антивирусни препарати кои што би можеле и покажуваат ефект према овој новел коронавирус. Меѓутоа Мислите на овие кои што дури и американскиот претседател Трамп ги споменуваше, антималаричен лек еден? Така, тоа е клорокинот препарати, одредена група на антивирусни лекови кои што досега беа користени кај пациентите со ХИВ инфекција, значи тука спаѓа така познатата калетра, уште еден препарат антивирусен кој што се користел кај пациенти со ебола, тоа е ремдесивир. Значи има Но не ги користите вие тие лекови. Значи тие треба да влезат во стандардниот протокол на Светска здравствена за да би можеле да се искористат. Она што е важно дека овие лекови се применуваат кај пациентите само со тешка форма на болест. Повеќето од случаите, како што ви кажав, ќе имаат инфекцијата и имаат во полесна клиничка слика, каде што е навистина доволно само симптоматска супортивна терапија. Значи, она што делува на олеснување на симптомите. И уште еднаш во моментот пациентката со што ја третирате? Значи, во моментов пациентката се третира и со виростатик и по претпоставка дека може да се случи и секундарна бактериска суперинфекција, кај вака оштетено белодробие, од причинители кои што и нормално си живеат во нашиот организам, па супортивно даваме се што е потребно во оваа фаза. Морам да ве прашам за виростатик, што значи тоа? Тоа значи дека лек кој што делува на супримирање на вирусното живење и репликација. А тој се вика? Така што во моментов тоа е осолтамивир, кој што и во студиите е вклучен дека би можело да делува кај пациентите. Тоа е Тамифлу? Тоа е познатиот Тамифлу, да. Добро. Доктор Микич, министерот за здравство пред неколку дена излезе со информација дека според проекциите на нашите домашните епидемиолози, пикот во земјава би можел да се очекува од тој момент за 30 на дена, тоа би дошло некаде средината на април, и тој спомена за бројка од околу 2000 заболени. Дали сте вие дел од тимот кој што ги правеше тие проценки? Секако сите проценки се прават заеднички и на Комисијата на заразни болести и во Институтот за јавно здравје, секако и во рамки на кризниот штаб при владата. Проценките се такви. Меѓутоа, пак ќе кажем, многу е неблагодарно да се каже да ќе биде максимум 2000 или ќе биде 3000 или ќе биде 1500 или ќе биде можеби и повеќе. Зависи од повеќе фактори. Прво од способноста да се тестираат сите случаи, што се навистина се, значи во зависност од колку тестови ќе се направат. Временските фактори, се уште се работи за нов вирус, треба да видиме како ќе се однесува во тек на потоплите месеци. Очекуваме како другите респираторни вируси барем дел да се успори трансмисијата, што ќе ни даде време или со овие засилени мерки за социјално дистанцирање да го успориме и спречиме понатамашното ширење. Меѓутоа, јас
се уште мислам дека е рано. Она што можам да го кажам дека се уште сме во почетните фази од епидемијата, очекуваме да се зголемува бројот, тоа го гледаме секаде во светот. Но дали би рекле дека почетокот е благ? Такви оценки слушаме. Апсолутно. Значи, во моментов сме една од ретките земји каде што се уште имаме добри мерки кои што даваат резултати, каде што се уште имаме контролирано ширење на епидемијата и се уште капацитетите со кои што располагаме се спремни да ги прифатат тие пациенти. Прерано е да се каже дека сме одлични, дека нема да се случи зголемување на бројот, бидејќи тоа зависи не само од мерките кои што ќе се донесат. Апсолутно на сите нас како граѓани ни е одговорност да ги слушаме овие препораки и да ги почитуваме препораките. Во моментов, освен социјално дистанцирање, значи почитување на мерки за спречување на понатамошно ширење на инфекција, друга мерка немаме ефикасна. Дури ни миење раце? Тоа се мерките, значи одржување на лична хигиена, често миење на раце, доколку има симптоми, сите ги знаат упатствата, да не искачат, да се јават по телефон на своите матични лекари, да закажат термин за преглед, значи она што веќе е кажано, да се држи социјална дистанца без потреба да не се иде во затворени простори, вклучувајќи ги супермаркетите, и кога се на отворен простор да не се прават пикници, него тоа да биде на една социјална дистанца да се почитуваат. Ќе сакам уште неколку прашања поврзани со статистиката и можните проекции, но има различни пристапи во светот. Има дури развиени држави во кои што не се тестираат сите, кои што покажуваат симптоми. Дали тоа може да биде оправдан пристап? Апсолутно, значи сакам да кажам дека секоја држава одлучува каков ќе биде пристапот и во однос на тестирањето и во однос на противепидемијските мерки. Меѓутоа, ако видите, не постои држава која што не препорачува социјално дистанцирање и она лична хигиена и користење на лична заштитна опрема. Па ќе кажам, во однос на користење на лична заштитна опрема, ќе се вратам и на вашето прашање, често гледам луѓе кои што на отворени улици носат маски. Нема никаква потреба од тоа. Значи, маските ги носат луѓе со симптоми, кои што кашлаат или киваат, за да го спречат она понатамошно ширење, и доколку се иде во здравствена ординација, каде што очекуваме да имаме луѓе со симптоми или поголема, да речеме, густина на луѓе. Носење на маски на отворено дури е контрапродуктивно. А ракавици? Оти гледаме луѓе со ракавици. Истото и со ракавиците. Вие ако носите ракавици, а со тие ракавици си го фатите своето лице, значи тие не завршиле никаква луѓе. Ракавиците треба да бидат користени повторно во одредени прилики. Пред се, ако имате пациент кој што е на домашно лекување, тогаш има упатство за грижа на заболени кои што се во домашно лекување. Тогаш треба да се користат ракавици истите, да се фрлат, да се користат заштитни маски при контакт со болен пациент. И пациенти кои што идат на доктор или во медицинска установа, тогаш може да стават маска, евентуално ако се наоѓаат во тесен затворен простор како мерка за тоа. Ако можете да се осврнете на прашањето за државите кои што решаваат да не ги тестираат, дури и оние со јасни симптоми. Па ќе кажем, и да добиете позитивен резултат. Значи, не сите ќе бараат третман. Битно е тие што имаат симптоматологија да бидат третирани, особено ние рековме 20% што треба да бидат хоспитализирани, и оние 5% за кои што треба критична интензивна нега. Оние 80% кои што ќе имаат симптоми, без разлика дали се позитивни тестирани или не, тие треба да седат во домашна изолација. А позитивниот тест нас ни дава само од јавно-здравствен аспект увид во колку е расширен вирусот низ популацијата. Меѓутоа, ако при тоа не се придржуваат мерките, воопшто нема да има додадена вредност ако знаеме дека имаме толку или толку повеќе позитивни. Значи, можеби ќе имаме поточна бројка на бројот на позитивни. Сепак, повторам, мерките за социјално дистанцирање се многу важни. Да. Јас се плашам само, ќе се извинам, од негативните тестови кои што може да бидат лажно негативни тестови. Ако сте имале високо ризичен контакт или се грижите за заболено лице, имате негативен тест во првите 2-3 дена, а при тоа не продолжите со мерките за изолација и спречување на понатамошно ширење, значи негативниот тест нема никаква вредност. Може да стане позитивен за 4 дена. Затоа треба тоа да биде направено по протокол и во услови, значи без панично тестирање, во услови каде што ќе го минимизираме понатамошното ширење на вирусот. Дури да се 2000 заболени, тоа би била многу мала бројка во релативна смисла. На 2 милиона луѓе, ако се толку во држава, иако е прашање колку се, тоа е 0,1
од 100. Во некои земји се прават сценарија за заразени повеќе од 20%, 40, па и 60 некои држави прават сценарија со толков број на заболени. Оваа проекција се чини преоптимистичка за само 2000 заболени во моментот на пикот ли е тоа, не знам како. Значи, пак ќе кажам, 2000 заболени може да ја достигнеме таа бројка ако се спроведуваат овие мерки. Македонија беше една од првите земји кои што донесе доста рестриктивни мерки. Иако се слуша дека не се доволно рестриктивно, се стварно рестриктивни мерки. Значи, границите се веќе затворени, речи практично нема влегување, училиштата беа распуштени, сите образовни, значи веќе при првите 5-6 случаи се донесаат прилично мерки кои што не би биле донесени во ниедна друга болест, затоа што сепак имаме популација која што е потполно осетлива на ова заболување, иако во најголем број, како што рековме, 80% ќе биде без со лесна симптоматологија, проблемот се оние кои што треба да бидат хоспитализирани. Ако дозволиме нагло да се зголеми бројот на заболени во многу краток период, тоа ќе има негативни импликации на здравствениот систем, ќе не може да ги абсорбира тие заболени. Во тој аспект пробуваме да продолжиме таа така наречена епидемиска крива, дури ако имаме и 5000-6000 заболени, ако тие бидат распределени на еден подолг период, за да може здравствениот систем да ги абсорбира и да се грижи за оние кои што им треба навистина здравствена. Добро, избегнувате да влезете во конкретни... Не може, знаете зашто? Едноставно е Сега ќе кажам еден пример. За првите 100.000 случаи беа потребни речиси 3 месеци, 2,5 месеци. За следните 100.000, сега сме веќе преку 200.000 во светот, беа потребни 12 дена. Ако гледаме по проста математичка прогресија, значи ќе очекуваме да биде 300 и 400.000. Меѓутоа не е толку едноставен тој модел. Зависи од социјалните интеракции, во овој момент репродуктивниот фактор, односно еден заболен може да инфицира 3 до 3,5 луѓе во просек, да зборим. Значи, меѓутоа, ако примените вие мерки строги, тоа може да падне значително. Тука едно логично прашање се поставува. Ако се преброди еден период, дури и со мал број на заболени, откако државата, заедницата ќе почне да му се враќа на нормалниот живот, а вирусот е се уште тука, што тогаш? Во меѓувреме нема вакцина, нема лек кој што го лекува вирусот. Тоа нели е нов ризик за ново ширење, нов бран, да речеме. Таман сте помислиле дека сте ја смириле заразата, одново да ви експлодира. Секако и враќањето во нормалниот, да речеме, животен тек ќе биде постепено. Нема сите мерки одеднаш да се запрат, ќе биде полека. Она што треба да се знае за вирусните заболувања, тие без домаќин, во овој случај човекот е домаќин на тоа заболување, не може да обстанат. Значи не може да обстанат со месеци на површини или во воздух нив им треба жив домаќин. Во овој случај сме ние луѓето. Доколку ние видиме дека во наредни 14 дена немаме ниту еден регистриран случај или се работи само за импортирани случаи кои што не дале други случаи, ќе можеме полека со сигурност да бидеме посигурни дека веќе не ни циркулира во заедницата. Меѓутоа, тоа не значи да се опуштиме веднаш. Така да предпоставам, постои можност за повторно да се зголеми бројот, меѓутоа да видиме. Добро. Докторке, како се другите, освен најтешко болната пациентка, колку мина други имате на кислородна поддршка? Во моментов од сите хоспитализирани, тоа се 19, имаме уште 4 пациенти кои што се на кислородна поддршка, значи тоа се пациенти со едно потешка клиничка слика, во каде што има и белодробен наод, во смисла на воспаление на белите дробови. Но тие можат сами да дишат? Ваша е проценката дека им треба и поддршка? Да. Има параметри преку кои тоа се мери, значи си следиме и преку мониторите, и преку лабораториските анализи, с кои што се проценува дали и колку кислородна поддршка им треба, а останатите пациенти се апсолутно во една добра кондиција, со еден дел кој што на почетокот ги хоспитализиравме, со кој што го привршуваме лекувањето, тие се веќе и подобри, така што сега за сега само една е пациентката која што не е критична и очекуваме дека овие пациенти нема да затајат респираторно, односно дека ќе се санира инфектот и дека ќе нема да има потреба од респиратори од кислородна поддршка. Не знам колку ви дозволува докторската етика, бидејќи го знаеме идентитетот на пациентот, но дали може да ни кажете во каква здравствена состојба е директорката на кожната клиника која што е хоспитализирана кај вас? Значи, она е
кон крајот на лекувањето и е сега за сега во една подобра состојба во однос на почетокот кога беше хоспитализиран. Ќе се вратам кај вас епидемиолошки. Од докторката за сега нема ни еден друг заразен? Не. Што е, пак ќе кажеме, да работиме со нов вирус. Имаме различни, гледаме начини и форми на пренесување. Во Дебар имаме ситуација каде што имаме многу, релативно многу, пак е под контрола тоа нови случаи, од тој пациент кој што е ставен по и сите негови контакти кои се преку 120, значи идентификувани, до сега се нема ниту еден јавено со симптоми. Поминати се мислам дека повеќе од 10 Па пред дена. крај сме со инкубацијата, веќе утре задутре ќе истече. И тоа би значило дека дефинитивно нема ни еден ако остане така до утре. Докторке, каква е атмосферата меѓу докторите на клиниката за инфективни болести? Вие гледав веб страницата, имате повеќе од 30 доктори, така? Да. Но дали сите можат подеднакво да бидат ангажирани во третирањето на заразените од COVID-19? Апсолутно може да бидат сите ангажирани, со оглед на тоа дека ова не е прва состојба, прва епидемија со која што на клиниката се справуваме, така што секоја година имаме пациенти со сезонска инфлуенца. Ако се сеќавате, лани имавме ситуација со морбили во кој што сите бевме ангажирани, така што целиот капацитет на клиниката од медицински персонал, значи тука се и медицинските сестри, техничари, останатиот персонал, тука се специјализантите нашите вработи, кои што се ангажирани во лекувањето на пациентите со COVID-19. Така што ние сме ентузијасти, во секојдневието ги применуваме стандардните мерки за лична заштита и навистина се грижиме за овие пациенти, како и за останатите досега пациенти со инфективни заболувања. Така што атмосферата е навистина една работна атмосфера, тимски функционираме, затоа што тоа е исклучително важно, работиме и во дежурства, постојано комуницираме помеѓу себе и едноставно ја пружаме сета можна помош која што им е потребна на овие хоспитализирани пациенти, спремни да примиме и уште нови пациенти. Да, во овој момент не ви треба, но дали потенцијално можеби ќе ви треба на испомош плюс лекари од надвор? Тоа ќе зависи апсолутно од бројката на пациенти кои што ќе имаат потреба од хоспитализација, како и од нивната тежина. Во моментов ние сме спремни сите да ги прифатиме, така што ако има потреба, ќе се мобилизираат и други ресурси, зависно од препораките кои што во Министерството и Комисијата ќе бидат направени. Видовме вчера дека дел од болницата 8 септември беше речено дека ќе функционира како еден вид на ковид центар за пациенти заразени од ковид или сомнителни за зараза од ковид на кои што им е потребна и друг тип на лекарска интервенција. Дали до сега вие сте се соочили со таков пациент кој што е заразен, имал потреба од друг тип на докторска помош? Од овие што се кај нас хоспитализиране, не. Апсолутно си ги менаџираме со ова во моментов што им е потребно. Ова ви се чини добар пристап со 8 септември? 8 септември апсолутно да, затоа што има капацитети во целата зграда за и други специјалности, конзилиарни прегледи и сето тоа, би можело да ги згрижи пациентите што се со средно тешка клиничка слика, а на клиниката да биде оставена за оние кои што ќе имаат потреба и од механичка вентилација и оние со поттешка клиничка слика. Така што тука ќе бара реорганизација во зависност од самата тежина на болест кај пациентите. Да. Доктор Микич, во моментот вашиот фокус е на кризното подрачје Дебар, Центар Жупа, но и на Скопје. Како би ја опишале состојбата на едното и на другото место? За Скопје е веројатно најважно, бидејќи тука и потенцијалот од можно ширење на заразата е многу поголем отколку ваму каде што е прогласена кризна состојба. Да, видите, во Дебар би испоред она што го кажуваат нашите тимови, значи и епидемиологот и инфектолозите кои што се на терен, можеме да кажеме дека ја контролираме ситуацијата, немавме голем број на позитивни тестови, само неколку од последното тестирање од Дебар, што значи дека се уште немаме она баш широко распространето ширење во Дебар и Центар Жупа, и бидејќи тие се веќе ставени како одредени како кризно подрачје, под карантин ставени, тука очекуваме ситуацијата да биде стабилна, луѓето се работуваат, што е многу важно, и граѓаните таму, и се почитуваат кон правилата за самоизолација и нели овие сите превентивни мерки што ги зборувам. Во тој аспект во Дебар во овој момент значи ситуацијата е под контрола и успешно се менаџира. Во Скопје
Имаме позитивни случаи, нели, во последните 3 дена имаме 12, сега и изголемен број, значи 19. Се уште тоа се бројки кои што ги очекуваме и кои што воглавном скоро кај сите идентификувана врска со претходни случаи, значи се уште нема онакви случаи каде што не можеме да идентификуваме епидемиолошка врска. Дали е патувал или едноставно не знаеме каде се забрал. Од тој аспект се уште можеме да кажеме дека ги контролираме случаите. Меѓутоа пак ќе кажам, очекуваме бројот да се зголеми. Има дел од заболени, односно инфицирани кои што немаат изразени симптоми и тие би можеле да бидат да речеме еден начин на ширење на заболувањето. Во овој момент се уште во Скопје нема место за никаква паника. Имате проблеми кога ги правите анкетите, бидејќи тие ви се многу важни за да ги лоцирате контактите и понатаму кои луѓе треба да бидат во самоизолација? Во најголем дел од случаевите немаме, со исклучици некои пациенти или контакти, не сакаат да дадат податоци или не сакаат да соработуваат, меѓутоа тоа е исклучително ретко. До сега сите соработуваат и мислам, пак ќе апелирам, значи доколку не соработуваме сите и сите овие мерки се токму за да го спречиме понатамошното ширење, пред се да ги заштитиме оние кои што очекуваме дека ќе имаме тешки слики и компликации. Веројатно е добро и на јавноста да и се каже дека оние што ќе бидат во ситуација да бидат прашувани во рамките на таква анкета, дека треба да ги дадат вистинските информации, да не лажат, затоа што тоа не е во ничи интерес. Така, апсолутно. И во однос на нивните контакти, да ги идентификуваме навремено, да ги изолираме во самоизолација, нели домашна, со цел нели само да ги спречиме можните извори на ширење, тоа е апсолутно точно. Меѓутоа и во однос често пати се уват и се преблокираат оние линии кои што се дадени со луѓе кои што даваат на еден начин и лажни информации во однос на клиничка слика или во однос на можна експонираност, кои што го оптеретува системот, а сепак нели сите земји имаат ограничени ресурси, па не можеме да интервенираме таму каде што навистина треба ради некоја лажна дојава или узбен. Од тој аспект сметам дека искреноста на луѓето и соработката е исклучително важна. Мислам дека и ние како епидемиолози и клиничарите и Министерството за здравство апсолутно транспарентно искача со сите податоци, така да би требале да имаме нели ист фидбеки од граѓаните. Што од информации кои што може да бидат важни за граѓаните се досега потврдени на некакво глобално ниво? Зборувавте за тоа дека вирусот не може долго да преживее надвор од носител или домакин, но колку долго се знае ли колку долго станува на ваква површина на која што сега разговараме и може да има траги? Точно не се знае, бидејќи се работи за нов вирус, предходните искуства со коронавирусот кажуваат од 2 најчесто и до максимум 9 часа. Тоа е во некои идеални услови колку би требало, колку може вирусот да преживее. Од 2 до 9. Да. Меѓутоа, пак ќе кажам, ова се податоци кои што се зборуваат од искуство, потребно да пројде време за да потврдиме да кажеме да, толку е максималното време на преживување на вирусот на отворен. Во смисла на топло, ладно температура на која што реагира вирусот? Високата, мислам, повисоките температури неповолно делуваат на вирусот, значи подобро успева во ладно, значи затоа очекуваме во топлите периоди, ако ништо друго, имаме и посув воздух, пократко се задржува воздухот и на површините ќе помине кратко време. На отворено, просто и да не многу кратко преживува, веднаш умира ради сончевите зрацини или ултравиолетовото зрачење. Проблематични се оние класични, затворени простори, работно биро, кваки, славени, тоа се тие места каде што ние често пати ги допираме дури несвесно, а потоа го допираме лицето и така можеме да го ставиме вирусот на нас. Со што е најефикасно да се пребришуваат тие површини за кои што зборувате? Кваките, бироата? Оние класични средства за дезинфекција кои што ги користиме во секојдневната домашна хигиена сосема се доволни. Домашна ракија помага? Помага, меѓутоа може да искористите за нешто подобро.
Но помага. Но помага. Не, во отсуство на алкохол од Да, во аптеките отсуство, нема алкохол. Со оние средства, значи, кои што се за одржување на хигиена во домот, има доволно средства кои што механички и физички го уништуваат вирусот. Значи, алкохолните средства се добри за дезинфекција на рацете, а сите оние средства, сега да не спомнувам брендови кои што се за домашна хигиена, ќе завршат исто работата. Најважно е хигиената на рацете. Едноставното миење на раце почесто со сапун и вода е исклучително ефикасна, а луѓето го сметаат дека е сосема небитно. Да, цело време бараме нешто екстра специјално со што би требало да се измиеме и намачкаме. Вие водите ли сметка на клиниката? Апсолутно, да. Ги имате ли сите потребни материјали кои што ви требаат и за заштита и за постапување со пациентите? Во моментов клиниката е соодветно снабдена за лична заштита на персоналот, затоа што тоа е најважно на вистина. Колку подолго персоналот си го задржиме во функција, тоа апсолутно ќе може да им помогне и на пациентите. Персоналот е сосема солидно обучен за користење на мерките за лична заштита, таа ни е достапна и сега за сега функционираме подготвено за COVID-19. Кога сте на смена, колку долго сте во скафандер? Значи, зависно, скафандерите, според препораките, се препорачуваат само за оние интервенции кои што викаме генерираат аеросоли. Значи, кај пациентите, ако е потребна интубација, ако е потребна аспирација на тие респираторни секрети механички да се вади, така што во зависност на вистина од актуелната ситуација може да седиме подолго во скафандер или не. Но секако со маската N95, со ракавици и со мантил влегуваме кога правиме вообичаена визита кај пациентите. Тие се материјал за еднократна употреба, така што при секое напуштање на просториите каде што се болните, тие се диспонираат. На социјалните мрежи може да се види се и се што некој од вашите пациенти пишуваше дека луѓето од Дебар се сами, дека треба да се собира помош за нив и така натаму. Што би рекле вие за тоа? Значи, тие се пациенти хоспитализирани во болнички соби. Тоа се секако во болничката соба може да им биде достапно и нивните мобилни телефони, како што на дел си ги имаат. Пациентите се по двајца во болничка соба, така е клиниката распределена, имаме боксови по двајца во соба. Меѓу себе си комуницираат, значи стануваат, одат од една во друга соба ако имат потреба за тоа, пошто тоа се дел членови од семејството, се познаваат, така што дел од социјалните мрежи имаат и дезинформација, ние внатре апсолутно мислиме дека се што им е потребно на самите пациенти. Не им фали ништо, апсолутно. Доколку и нешто имаат потреба, се доставува, значи и од нивните семејства, од блиски може да достави до портирницата, потоа се качува, се внесува кај нив во соба, така што апсолутно се подмирени. Посети таму се забранете. Се забранете, да. Значи телефоните се единствен начин за комуникација со надворешниот свет за нив. Тоа е за да ги заштитиме сепак и нивните блиски и контактите и за да спречиме ширење на инфекција. Прашуваат што се случува надвор? Па им се достапни телефоните и следат. Меѓутоа, секако тие се 24 часа таму. Кога и да влеземе, прашуваат, се интересираат, што се случува, како се случува. Заради самиот разговор им е доволен на луѓето да им го разбија нивното секојдневно издржување во ситуацијата. Една пациентка ја пуштивте дома, таа во овие статистики што се водат е засега осамена, еден излечен. Кога следниот ќе го пуштате, знаете? Па завршуваат 14 дена некаде во понеделник. Некаде следната недела, на еден дел од овие хоспитализирани пациенти завршуваат 14 дена од болничкиот престој, би ги пуштили, за нив би важело препораката да се следат во наредните 14 дена, така што се надеваме следната недела таа бројка на излекувани ќе ни порасте. Полека завршуваме, доктор Микич, утврдено ли е јасно, бидејќи имаше јавни написи во кои што се зборуваше за примери на луѓе кои што биле заразени, се излечиле, па повтор пат се заразиле? Не е утврдено тоа научно и да речеме со прецизност какав би бил процентот на така наречени реинфекции. Тоа познато ли е со други инфекции? Можно е, меѓутоа не за толку краток период. Значи, она што го видовме пред се во Кина беа неколку случаи кои што може би биле лажно позитивни диагностицирани во првиот пат, а вториот пат се вистински диагностицирани, се уште би било тоа во домена шпекулација. Меѓутоа и да е тоа така, на преку 200.000 заболени, тоа е речиси равно на 0. Значи,
не би сметал на таква ситуација дека можно еден заболен за краток временски период повторно да заболе од истиот вирус. Сепак е нов вирус, не знаеме колку ќе трае имунитетот. За Италија, што би рекле вие? Ја следите состојбата таму? Зошто се случи толку да бидат драматично лоши последиците од вирусот? Дали само затоа што населението е навистина просечно постаро или има и други некакви околности? Староста на населението е еден од факторите на ризик и она што го гледаме, најголем број од тие смртни случаи кои за жал во Италија се речиси двојно повисоки од сите други земји, се кај возрастни лица и кај оние кои што веќе ги спомнавме како ризична група со коморбидитети, односно со претходни хронични заболувања. Зошто е тоа така во Италија и толку различно во однос на другите земји? Едноставно е неблагодарно сега да се каже. Можно е да се работи за здравствениот систем, може да се работи за самата популација која што е поизложена, може би вирусот долго време циркулирал во популацијата, па за да имаме волкава бројка, значи постојат повеќе фактори. Без некоја студија од НИФ, значи или од тоа подрачје, а Светската здравствена организација и тимови од Кина се таму да помогнат, не можеме со сигурност да тврдиме зошто е тоа така. Меѓутоа факт е дека имаат повисока стапка на смртност од сите други земји. А ако треба да прогнозирате, бидејќи од вашите препораки ќе зависат одлуките на властите, дали школската година ќе заврши вака во вакви околности или е можно учениците во еден момент да се вратат на настава? Теоретски е можно да се вратат на настава и мислам дека би сакал да дојдеме во таа ситуација до мај да дел од учениците да бидат, односно да се вратат на настава. Меѓутоа, пак ќе кажем, многу зависи од нас колку ќе се придржуваме до, бидејќи ова се рестриктивни мерки. Некој пат паѓаме во искушение да ги прекршиме. Сега останува на нашата граѓанска свест колку ќе се придржуваме кон овие мерки. А ако се придржуваме, логично е да се очекува дека би можеле и да почнеме со школската година, барем да ја завршиме пред јуни. Добро, благодарам што бевте дел од 360 степени. Се надевам дека ова беше корисен разговор за гледачите. Благодарам на поканата. Останете на Алсат, по паузата е саботажата. Имајќи го предвид стилот, никој не се ни надеваше дека тој ќе биде до толку невкусен како што излезе. Иако на стартот на ревијата пред да биде отворена модната писта, од дискретното манекенско дефиле не се навестуваше таков амбиент. Сепак, следуваше тотално фиаско кој јасно покажа на кое карантинско ниво е државната фешн индустрија. Во овие кревети да спиеме, а да се штитиме од коронавирус, тоа е срамота. Видиш, 20 години не пере. Кога сме кај модата има такви што сметаат дека сега не е време на неа да и се обрнува внимание. Може би од љубомора поради зачестеното појавување во смарт кежуал, јавно им забележуваат на оние што почнаа да градат свој кодекс на облекување и негувајќи софистициран бизнис стил, секојдневно се појавуваат со нови вратоврски и костуми. Не е тоа суштината. Ова е битка која што бара сериозни одговорни луѓе кои што знаат како да се справат со ова, да донесат протоколи, како да се справиме со пандемијата, а не кој колку повеќе во оддела ќе се дотераат и колку пресконференции ќе држат. За стилот, ама и за сериозноста доволно говори продукцијата на лажни вести, но и конзистентноста на ставовите кои зависат само од дехото што се слуша од јавноста, а не од цврстите и изградени позиции кои само наизглед не се менуваат, а траат ден до пладне, некогаш и пократко. Она кое што ВМРО ДПМН го побара е различно од тоа што го изнесоа лидери на политички партии, дилемата дали да имаме кризна состојба на целата територија или да имаме прогласување на военна состојба. Затоа, еве ќе се задржам на она кое што е наш став во овој момент, прогласување на кризна состојба од 30 на дена. Апелирам денес до председателот Пендаровски да прогласи согласно уставот военна состојба во Македонија час поскоро. Да не се губи драгоцено време. Сепак постојат стравувања дека драгоценото време некој би можел да го злоупотреби, иако токму тие кои се плашат се чини забораваат дека за разлика од едно време, кога такви операции беа можни, бидејќи медиумите беа држани под анестезија,
сега сите се доволно будни и око коренот зверат во секое народно денарче кое се троши. И тоа значи дека утре може Зоран Заев преку своите министри во владата да си предложи каков сака закон и поручек да тој ќе усвои. И очекувам во следниот период да има закони во корист на брат му Вице Заев. Може би навистина следи период во кој нема да може да се спроведе таа активност, но е драгоцено време за секоја партија да почне да размислува во блиска иднина да се зафати со внатрешно преуредување. Со оглед на тоа што сега почнува онаа сезона за реновирање дома, дали за луѓето да можат да планираат, сепак не е тоа процес што може да заврши за ден-два, дали воопшто да почнуваат со реновирање со оглед на тоа што нели влегуваат мајстори? Дека седат сега дома, има време за реновирање. И на крајот, за оние кои изгледа имаат време за се. А ги слушате ли препораките од владата? Знаете барем една да ми кажете препорака? Не се замарам за владата. А се замарате за вашето здравје? Не се ни замарам ни за здравјето. Никој не мора да се замара со владата ни со собственото здравје, ама не и со нашето. Затоа обврска токму на државата, на владата, е да ја преземе одговорноста. Но не само да казнува, туку и да ги врати сите оние што макар и малку се почувствувале отфрлени од неа. Само така ќе покаже дека се грижи за здравјето на целата нација. Толку за вечерва, благодарам за вниманието со кое не следевте. Се гледаме повторно в понеделникот 22. Пријатно.